Како се ближи времето до изборите, се појасно се контурираат групирањата во партиите. Перцепцијата во дел од јавноста е дека најголемата борба ја има во редовите на партијата на Ковачевски, каде фракциите конците ги тегнат кон себе, а со тоа расколот во партијата го зема својот данок и се повеќе се намалува рейтингот на СДСМ, како што покажуваат анкетите. Се чини дека фракцијата на Спасовски, кој никогаш не демантираше дека сака да седне во канцеларијата наводно, сега се здружува со поранешниот премиер Заев. Заев не е присутен многу во политичкиот јавен простор, но сепак реши да се фотографира со министерот за внатрешни работи Спасовски, дека донира 6 мотори во служба на полицијата, демонстрирајќи ја благонаклонетоста кон Спасовски. Овој пак ја пофали фондацијата на Заев, која им ги подари скутерите, нагласувајќи дека таа им е силен сојузник. Во кругот на МВР беше предадена донација од фондацијата Заев од страна на директорот Зоран Заев, а која се состои од 6 мотоцикли за потребите на МВР и македонската полиција, со цел подобри резултати на повеќе организациони единици при министерството. Спасовски и претходно се појави на фотографија со Заев во седиштето на СДСМ, каде заедно со дел од раководството беше присутен и Ковачевски. Дека неверојатно ветер во грбот Заев, Спасовски очекува, говори и фактот дека во владењето на Заев министерот за внатрешни работи не покажуваше аспирации за друга функција. Неговите јавни појавувања најчесто беа токму околу работата на МВР. Сега Спасовски, кога и да се појави, е со политички ставови. Изјавите му се директно контра на одлуките на Ковачевски, како оние за работата на Иловица, но и законот за амнестија. Останува отворено прашање и дали можеби Спасовски не цели само кон борбата за кандидат за претседател на државата, туку пак можеби и за завземање на тронот на Ковачевски како лидер на социјалдемократите. Додека Спасовски работи на терен, неговите политички ривали внатре во партијата не мируваат. Деновиве Радмила Шекеринска е реизбрана за потпредседател на партијата на европските социјалисти. На оваа карта таа и незината фракција играат во полза на незината кандидатура. И Пендаровски сака да трча на изборите, иако тој кога беше назначен рече дека еден мандат му бил доволен, сепак 3,5 години подоцна. Изјави дека одговор за негова повторна кандидатура ќе даде народот и партиите, а тој ако не бил претседател, досега веќе би бил одселен од Македонија. Околу јануари се очекува да се знае чија фракција во СДСМ е најдоминантна. Ако во меѓувреме коцките не им ги помати, вице-премиерот за економски прашања Патмир Битик, за кого поддршката од Ковачевски периодов е повеќе од очигледна.